Кај овошните насади во овој период од годината треба да се изврши зимската резидба и зимската заштита, препорачуваат агрономите. Резидбата е многу важна за правилно развивање на овошката, а прскањето со бакарни препарати или камени синвар за заштита од временските услови и инсектите. Во овој период од годината најглавна мерка која треба да се спроведе во воштарството сега се одбива резидбата, бидејќи временските услови ни дозволуваат на тоа, времето е меко, добро е. Овошките се во фаза на мирување, треба да се изврши зимската резидба на овошките. Кога рекоме за овошките, тоа се однесува на сите видови овошни култури, дали ќе бидат јаболчисти, јаткисти, дали ќе биде лозови насади и така натаму. Во нашиот район лозови насади немаме и не препорачувам да ги корат лозите сега. Во достоните месеци март подобро ќе биде, бидејќи се уште знаеме дека е зима, бидејќи времето како пролет есен, меѓу другото знаеме дека е земски период, така да си бидеме предпазливи. По извршената резидба треба да преминеме на зимска заштита на овошките, бидејќи ова година како што гледаме дека времето ни е пролет есен, фактички зима нема, можеби зимата е назад, им препорачувам да извршат заштита на овошките со бакарни препарати или на нашо речено најдобро е син камени вар тие да си приготват, така ќе ги кошта најевтино. Исто така временските услови се идеални и за прихранување со комплексни ѓубрива, препорачуваат агрономите. Во овој период друго актуелно е исто така кои не ги имаат наѓубрено овошките, треба да си ги наѓубрат со овие комплексни ѓубрива, бидејќи временските услови дозволуваат и колку порано се наѓубрат со овие комплексни ѓубрива, толку подобро за овошките, бидејќи претпоставуваме дека во овој период има повеќе дождови и самото ѓубриво треба да се врзе со почвата за да трае подолго време. За разлика од комплексните ѓубрива, овој период не се препорачува прехранување со азотни ѓубрива. Тие треба да се користат во месеците март и април.